Почитувани, се наоѓаме пред апелацискиот суд, каде што судиите имаат одговорност за тоа во кој правец ќе продолжи да се движи македонското судство. Дали ќе се издигне над состојбите и политичките нарачки, или ќе потоне на дното со поддршка на политичкиот прогон што се спроведува во Република Македонија. При одлучувањето за притворот на Милејан Акиевски и на Кирил Божиновски, судиите во апелацискиот суд мора да се водат од фактите, наспроти изречената мерка како одговор на потребата на хунтата за прикривање на неспособноста и на политичкиот терор против неистомислениците. Определување мерка притвор по цела година и половина за луѓе кои што со ништо не ги прекршиле претходните мерки е чисто политички мотивиран случај. Прво, периодот на првите изречени мерки не е кус, не е една недела, не е еден месец. Се работи за цели 18 месеци, година и пол. Период во кој двајцата ги почитуваат мерките, редовно се јавуваат во судот, редовно одат на судските рочишта. Редовно се достапни на органите на прогонот. Судиите во апелацискиот суд мора предвид да го имаат одговорот, кој што го испуштија и нарачителите и барателите, но и судиите. Дали Јанакиевски и Божиновски во целост ги испочитувале изречените мерки? Дали имало еден петок во кој што тие двајца не се јавиле во судот? Второ, притворот сега се воведе врз наводна службена белешка на Управата за безбедност и контраразузнавање со назнака строго доверливо. Едно е што се цитира документ кој што не е декласифициран, туку и не се проверува веродостојноста на содржината, по која што следеше остра реакција и од председателот на државата и од обвинетите. Ниту едниот, ниту другиот немале намера да бегаат или воопшто да ги прекршат определените мерки за предпазливост. Почитувани, судиите во овој случај на вистина имаат задача дали воопшто нешто ќе остане демократско во Република Македонија или се ќе се стави под нозете на хунтата, не водејќи сметка ниту за човечки судбини, ниту за животи, само заради политичка определба или за скривање на неспособноста на апаратот за репресија на хунтата. Судот мора да ги исправи направените грешки и да ги прифати аргументите на одбраната, изнесени во жалбата за укинување на притворот за Јанакиевски и Божиновски. Од тука треба да почне да се стави крајот на злоупотребите на безбедносниот систем и на правосудството, пракса која што секогаш се воведува кога до власт ќе се дограбат наследниците на комунизмот. Ви благодарам.